Твоята рака е сега далечна и веќе топлина на друга дава, а мене студени соништа ме мачат, ке ме убија. Свирете ја, зајди, зајди, тивко полека. Мене ми е та песна, гледам судена, чашата е препълна, ме задушува. Душа уморна и ме напуща. Чашата е препълна, ме задушува. Душава е уморна и ме напуща. Спирате я, зајди, зајди, тихко полека. Вечерашни гости Виолета Томовска и Евто Пупиновски. А сега вашиот домакин Жорко Димитриевски. Здраво, здраво. Аплауз за Пеперминт! Аплауз за Пеперминт! Thank you! Забележувате дека Маријан го нема, да, Маријан е на боледување, оперира чир на хуморот. Му загнал хуморот. Но, Маријан го имаме преку Skype врска. Маријане, како си, кај да си? Здраво, Жаре. Здраво. Ме слушам, ајде. Зборај си ти, зборај си. Тераме. Океј, ако има нешто кажи. Значи, што има ново во Македонија? Градоначалникот на Карпош, Стефан Богоев, се верил. Девојка му Ивана кажала да, ја запросил со прстен од локум, тежок циција, можел бар чоко локум, нели? Од локум. Но ја му се смеам на богац, така го викаат. Ама и јас дојдов на тие години каде се врти околу тоа, значи само за женачка се прави муавет по слави и по било какви збиранки. Ја пробувам да одложувам, значи не се давам, напротив давам се од себе да не се дадам. И дознав дека истото го правил и Богоев, наводно мислејќи дека никогаш нема да дојде тој ден, на девојка му и викал ке се земеме Груевски кој ќе падне. Ова е вистина. Да, Стефан Богоев тоа ветување го дал пред цели 11 години, кога Стефан имал 7 години. 7 години. Стефан Богоев. Туку дали слушнавте за Ибрахимовиќ, бил во Штип. Мац да беше, например, сега тука ќе речеше кој Ибрахимовиќ, извини Жаре, не слушам српско, ама тоа е Мац, мислам, такви му се шегите, затоа е на боледување. Вие знаете дека Ибрахимовиќ не е пејач, Ибрахимовиќ е фудбалер, игра за Манчестер Юнајтед, ама што бара во Штип? Вајда нема да подпишува за Брегалница. Не. Значи Ибрахимовиќ бил на лов. Да, бил на лов од сите места во светот во Штип. Го ловел најреткото суштество во Македонија. Шивачка во Штип со добра плата. Ретко суштество. Ретко. Кој? Ибрахимовиќ? Абе, знаеш дека не слушам српско, бе, Жаре. Малце касни сигнал. Средата е со скајпот. Добро. ВМРО,
шега сама по себе, пред некое време поднесоа 35.000 амандмани на Законот за јазици на СДСМ. Тоа се 8.400 топа хартија. Да, јас сум голем, аплаудираш на сечење дрва? Јас сум голем поборник за зачувување на природата, затоа да пресметаме колку е тоа во исечени дрва, значи само момент. Да, ќе пресметаме сега, ова имаме една апликација, Коцетрон се вика, значи Коцетрон е специјален дигитрон кој секоја вредност ја претвора во исечени дрва автоматски. Само момент. Коцетрон. Да. Како што мислев. Значи 134 дрва или во пари 2000 евра или во собраниски јазик едно одење на Томислав Тунтев во Менза. Томислав Тунтев во Менза. Да, сценарист, и шо ви направил па Томислав Тунтев, шо ви е ба тој крив? Ти, Златко, преговорите за имено не ми делуваат добро, откако почнаа преговорите, почнав да пијам. Ме удри на депресија. И пред некое време прочитав дека всушност преговорите траат од 95-та и си рекол, жаре, како лета време ако пиеш, бе. 95-та. 95-та, Ана, беше време кога Бранко, Киро, Љупчо, Борис и Ферус беа актуелни. Се сеќаваш на Ферус? Да, сите се сеќаваме на Ферус. Сите го обвинуваат Заев дека немал црвени линии. Добро да па и Бранко немаше, тој имаше бели линии. Публиката аплаудира, ама со страв, вика, не знам дали треба. Шега за Груевски. Искрено ни Груев не се занимаваше со црвени линии, тој со телефонски се занимаваше. Телефонски линии. Модерна шега, шега за Бонева. А какви линии би имала Бонева? Па автобуски и железнички сигурно не, таа преферира сопствен превоз. Сопствен превоз. Да видиме, Маријан Мац, шо мислиш како пројдов медалија? Многу ти се штосниш, иде, жаре. Значи ме нема таму и одма е посмешно. Океј, брат. Инаку Маријан можел да се сними бар навечер кога веќе се уклучува во живо на Skype. Може би не постои веќе мис на Македонија, но затоа следи еден многу поважен избор на убавици, тоа е избор на автомобил на годината во Македонија. Финалист е новата Ford Fiesta, проверете ја во Мида Grand Motors. Кога сме кај огромни признанија, им честитаме на нашите пријатели од Хотел Гогов, највисоко оценет хотел за 2017 во Македонија од категорија хотели со 4 звезди од страна на booking.com. Најдобар хотел 4 звезди А+ Хотел Гогов. Хотел Гогов, моите пријатели. Февруари, вистинско време да се инвестира во добро парче техника, затоа тука е АМЦ, а со нас и денеска се Fashion Powered by Елена Лука и секако списанието Портрет и прекрасна насловна страна зборуваат со Јелена Антич, купете си го Портрет, а исто така од 1 март купете го новото издание на Леона, нов магазин на 114 страници. А сега заменик председателот на задграничниот комитет на владата на РМ Мешевски! Благодарам, да рециклираме. Мердита. Тако? Мердита. Мердита, господине Мешевски, ти веќе работиш според законот. Ова, како што се вика. Кој закон? Кој закон? Кој закон? Законот за јазици, нели? Господине Кажам Мешевски. право, не следам ич политика, ама ич. Ич. Е, па шо е со албанскиот Мердита? Абе, што е? Таа се некои глупости. Ми понудија да снимам емисија. Исто ваква, ама на албански јазик. Па сега си вежбам, знаеш. Што ти прифати така одма, место мене да ми јавиш нешто? Ти нудат албанска емисија, ти мене треба да ми јавиш. Види сега, твоја емисија е 1 на 1. Апсолутно. Значи, на еден јазик. Така. Добро? А мојава ќе биде 2 на 2. Че 2 јазика. Ја мајката, значи ја да очекувам кај да спасе на 3 на 3,5 да се направи и да ја Не знам ја тоа. Види си со Мацко, ти одамна изгледа не си се чул со него. Маријан, го немам чуен. Види со него, он ќе ти објасни некој работа. И назад во 1-1. Се почнуваме со легенда на македонската музика, омилена на мајка ми.
Да, омилено и мене да ви кажам право и искрено. Се гледаме секогаш на хуманитарни настани, што само по себе кажува дека е многу голем човек. Се гледаме и секогаш ми како да кажеме полни со позитивна енергија, бидејќи и таа самата е таква веќе децении и децении наназад. Многу ми е чест што е тука Виолета Томовска. Виолета Томовска. Ој, добро звучи дури во боса нова да се направи, нели? Како сте? Леле мајко, можам јас вака ова да го ставам? Како не, како не? Јас сум повозрастна. Ма како ви одговара? Па така е најзгодно. Ма се разбира. Значи, убаво реко, се гледаме често по хуманитарни настани, Точно нели? така. И убаво си поминуваме. Добра ни е дружбата. Душата ни се исполнува. Среќни сме што можеме да Апсолутно. подадеме рака на Апсолутно. многу луѓе на кои им е потребна помош. Емоциите да им ги исполниме позитивни. Од секогаш таква сте биле, бидејќи кога и да влезете негде така на смевката, секогаш ви е на лице. Знаеш, ја ве немам видено намуртена. Па морам да кажам дека ми е тоа некако природно. Јас ако немам насмевка, одма мислам нешто ми се случува, не сум добра. Да, добро, вистина. Всушност од дете сум така. Изгледа на мајка ми повеќе, она беше секогаш така насмеана. Супер. Но можеби и работата што целиот свој живот на естрадната сцена е работев, па и тоа мислам носи некоја таква сила да имаш. Ама и во тешки мигови треба да се смееш. Да, точно. А тоа е така. посебна филозофија. Точно е така и можеби човек треба нешто да доживее во својот живот, Така. па да знае како тоа изгледа и да подаде рака на некој друг. Веќе кога имав 38 години, сега ме навлече, не сакам можеби да зборувам, Ако. но кога веќе имав 38 години се судрив со карцином на дојка и тоа ме направи многу посилна и можам да кажам ми го продолжи животот што се дружев со многу жени кои имаат слични проблеми. И така се роди живот на Искра Сдруженијето, прво во Македонија, оваа година веќе имаме 25 години, а јас веќе во 6 месец, веќе негде на 18 јуни, ќе после операцијата 35 години, тоа е навистина продолжување многу на животот. И мислам дека многу беше важно да се поставам најнормално и после операцијата, затоа што на 38 години бев многу популарна. Сакав сите што ќе звонат на мојот телефон да се јавам, да повелат, да дојдат, да ме видат, да не размислуваат како изгледам, што изгледам. Сите мои колеги веќе од музичкиот свет знаеа што се случило со мене. И никогаш веќе не ми досадуваа, не ме прашуваа, само ме прашуваа ако нешто им требаше помош да помогнам. И тоа беше многу важно за мене и морам да кажам дека на прво место е важно семејството. Значи тоа е најважно. Семејството, да го прифати тоа, поддршката, значи взаемна поддршка на пациентот и семејството. Да. И се разбира, во втор план беше и песната. Так. Благодарение на песната јас имав можност да се дружам на сите полина, не само во Македонија и во светот. Па и да заборавате на маките. Да. Беше многу интересно, ми се јавува една пријателка, ме канат од Мелбурн, додам на турнеја за Австралија. Така. И јас викам, зар вие не знаете дека јас сум оперирана и примам хемотерапија, се што правам? Викам, не знам. Не, прашај го ти професорот, вика, што ќе ти рече? Деме како дозволи. Да. И јас го прашам професорот, професоре, вака и вака ме викаат во Австралија, што да правам, викам, 40 дена, викам, тоа е многу. И јас мислам, вика, ти паметно е да одиш, вика, во Австралија, да прекинеш терапијата. А ја мислам да не треба во Австралија да примам хемотерапија. Да. И така подолг период одев, но сето тоа ми даде уште поголем потик да си продолжам најнормален живот.
тоа го посакувам на сите пациенти што имаат проблеми. Значи само позитивно Само позитивно. и со подршка од фамилијата. И да го сакаш животот. И да така. И секој што ќе побара помош да можеш да му ја пружиш колку што можеш. Така. Мислам, тоа е најважно. А во денешни услови И откажување нема. Нема. Така е. Мислам, така. тоа е тоа. Ето убава порака навистина и баш сум радосен што можевме да ја кажеме. Вака за многу години македонци, што е хит, огромен хит нели на вас и на Наум Петревски. Да. Така. Сега, пример во случај да се менува името, ќе се смени во за многу години горно македонци? Не. Не? Ќе се за пее многу исто. северно Македон. Не, тешко е за пеење. Не би ја пееле така. Не, а? Затоа што таа песна се роди во 1991-та нова година, да речам. Добро, да. Од композиторот Димитар Масовски. Он сакаше да направи спој на генерациите. Аха, да За вие и Наум. новогодишната емисија на македонска телевизија, затоа што 90-та година Наум победи со имали песна на исто хитиште. Баландово и потоа ни ја даде таа песна да ја пееме заедно во студиото, ни се приклучи октетот Куманово и мислам Познат. од Гоце Делчев да не погрешам сега групата женска што пееше. И така се здруживме сите, мислам на повеќе генерации. И на вистина не мислевме дека тоа ќе се роди така. Дека толку долго ќе трае? Затоа што насловот на песната е прекрасно, Љубов голема. Така. Значи љубов на сите полина за Македонија. Така е. Така е. Ќе зборуваме за една богата кариера, но ќе зборуваме и за две богати кариери, ако може така да кажем, бидејќи исто така ќе дојде еден колега кој има оставено огромен печат на македонската музика и македонската фолк естрада, да речам, тука со нас, освен со Виолета, значи ќе правиме муабет и со Евто Пупиновски. Евто Пупин. Одиме. За една судемина. Одлично. Оно што силно љуби. Што? Мора да губи. Губја си бескрајно. За една судемина. Оно што силно љуби мора да губи. Губја си бескрајно. Одлично. Евто и Иле и Војче од група Маестро. Најдобри за придружба. Ја не знам подобри. Војче, здраво, не се виделе? Одамна. Господин Евто, повеле да седнете. Аплауз за Војче и Иле од Маестро. Фала, дечки. Фала, дечки. Ви благодарам. Ту ја си бескрајно. Леле, песниште. Како е бидејќи свадби, јас барем каде што сум бил, свадби, прослави, слави, што е да е, не поминува една, па во задњу, не знам да речеме, не знам, може би 7-8 години, 10 години, така нешто, јас не сум видел една да пројде без да се помине песнава. Дали ме интересира како во светот што се добиваат, да речеме, средства за тантиеми, како ги викаат, нешто капели од тоа? Што на секоја слава свадба се свири туѓа си бескрајно. Добро. За тантиемите, ти си сериозен или? Не, озбилно прашувам. Нема одговор на ова прашање. Секаде се свири. Па и на Сунет се свири, сум бил. Точно. И целата работа е, значи, скастрена вака. Ви вака и така. Па, како што е песната чудо е ако донесам јас колку тоа се пријавува, сето тоа што се експлоатира таа песна, тоа е навистина за големо чудо. Чудо, а? Значи, не е за коментар. Негативно чудо. Не е за коментар. Океј. Но, како настана воопшто туѓа си бескрајно? Чувме за Љубов голема, ајде да видиме и овој хит. Па и ова песна се е со Љубов голема. Со љубов. Фактички, сите оние кои што биле во позиција да направат хит, го почувствувале тоа, дека
хитот едноставно се откорнуваат во истиот момент. Ако седнеме да компонираме песна, имаме намера да компонираме, па може нешто да испадне, може да испадне, може и ништо да не. Значи нема ајде да седнеме хит ќе правиме сега. Ни случајно, али воопшто. Да седнеме да правиме песна. Може да испадне солидна песна. Так. Али претежно хитовите значи се откорнуваат во еден замав, во еден момент. Не знам кога не го јада тоа човече, кога е тоа. Не ве видов. Што не кажете дека дојавте? Време е за нов збор. Денешниот збор на денот ни е Verweisungsgesicht, што од превод на германски значи фаца на која ужасно и треба тупаница. А нешто што мене ужасно многу ми треба е тупаница. Не, чај. Добар чај. Само добар чај. Чај што сите го сакам. Good nature. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Дора истражува, Нинџа Желки, Сунгерот Боб и кучињата во патрола. Нови ликови кои се населија во сликовниците, боенките и изданијата на просветно дело. Стани ти дел од нивните возбудливи авантури. Истражувај, откривај, бои и цртај. Забавата почнува во просветно дело. Автоматска клима Алуфелни Темпомат. Попуст топ понуда. Открите го Ford Focus сега со попуст од 4000 евра и со многу опрема. Топ понуда Ford Go Further. А тука е Ford Kuga Diesel за само 19.990 евра. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. Свет на вкусови. Витаминка. Екстра понуда од АМЦ. 32-инчен Philips телевизор за неверојатни 9490 денари. АМЦ, вистинско место за нова технологија. Live games 24/7. Poker tournaments every Monday, Tuesday, and Thursday. Roulette, Texas Hold'em, Texas Poker, Blackjack, and Ultimate Poker. Le Grand Casino, a place for a gentleman who knows how to win. Прочитај повеќе. Погледни поинаку. Не сум само празна шиша. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации.
провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Проверено со Савана. Голем избор на хотели и ски ресорти во Бугарија и Србија, а секако и во Маврово и Шапка. Проверете сами. Сите на снег со Савана. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ова е Софи, дипломирана атлантистка. Се извинуваме, докторке. Докторке, кажете ни што е совршен подарок за после расправија за човек да ја подари нешто на својата девојка за да се смират. Благодарам, докторке, навистина го имате лекот за секоја ситуација. Ева да речеме туѓа си бескрајно лихвида кајче веслаше. Бидејчи. Кој ги напише? Бидејчи, ево сега имаше еден момент, вака велит. И така, пеачот Евто Пупиновски и композиторот тој и тој, кој што никогаш не искомпонирал нешто. Значи, морам овде да нагласам. Ајде. Поготово за помладата генерација. Значи, јас сум во 99% од моите песни сум композитор пред се на мелодијата. Имам, например, Прости ми душо моја, Удрете тапани, Зоро моја зорице се и мои текстови. Да. Текстовите се претежно на хитовите од Мирослав Кузман. Аранжманите има од Охрид. Тоа е на Паско Кузман роднина? Брат. Е по историјата или не? Мислам Мирослав. За Паско знаеме. Не е по историјата. Не, а? Не. Видиш како. А аранжманите, исто на моје големо задоволство, значи покојниот Миодраг Божиновски и Томислав Танески. Така. А хит кога имаш, мораш да ја пееш цело време, нели? Така оди работата. Ви доаѓа преку глава, да речеме, од онака, ајде пак туѓа си бескрајно, да рече, леле, пак сега туѓа си бескрајно. Вака сега, преку глава. Фактички, ако е нештото добро, едно е задоволството да е добро, тоа нешто мое за мене, уште поголемо е задоволството ако им е добро на тие што те во моментот што те слушаат. Тоа сега не е, тврдам дека е ситуација со сите, ево, однапред тврдам и за Виолета. Значи, во тоа е целата поента. Ако нештото е добро, па сега не би рекол дека може да биде досадно. Ќе ти биде кејф, колку и да трае. Апсолутно. Имало моменти. Како бројка на настап, свадба нека е било што да речеме, некаков настап ваш, како бројка ви се случило 10 пати да ја испеете? Не 10, или не 10? Не 10. 5-6? Али да. 5-6 значи има. И на концерти пееше неколку пати. Да, на концерти. Да, на солистички. На концертот на ваши 3 или 4 пати, да. Не може без 3 пати да се пројде. Значи тоа е некој минимум. Добро сега. За почеток, на средина и на крај. Во Бугарија многу пеат наши песни. И како да сум чул и некоја и од ваша песна, ама препеана си е на бугарски. И јас кога ќе речам, нели, таа ова наша песна македонска, вика не, ова е бугарска. На македонски. Например, ви се случило песна ваша да си ја чуете така на бугарски? Не на бугарски. Ја пеат на македонски, исто како нас, малце со нагласок нивни исто е. Добро. И они имаат толку многу наши македонски
од нашите доајени веќе па до ден денес што им се допаѓаат од ново создадените песни снимено. Например, пред неколку години они издадоа 50 CD-а. Добро. Со македонски песни и ги нарекоја, ги рекламираја, знам, на телевизија и вика македонски монистра. Значи македонски бисери. Они си ги пеат, си ги снимиле и машки интерпретации. Не, македонски монистра. Сега, никој од кај нас, значи немаме нашата земја таков договор, ни со Турција, ни со Бугарија, со никој немаме таков договор, например, да дојдат, да прашаат, дали ни овозможувате ова песна да стаја сега снимаме. заев во договорот со Борисов, не сме го виделе. Не знам, не сме го виделе, ќе го видиме тоа. Да. Сака да каже само Ефто тука да... Не помогне, кај е поентата на Летка да ја помогне? Ајде. Значи, тоа е бугарска политика, ја знаеме, барем што се однесува, не секам да звучам како политичар, што се однесува до музика, вака велит. Нема проблем, има Македонија, има македонски песни, ама тоа е сичко болгарско. Сега, уште 80 и пред 90-тите години Панајотов јас земал Лихнида кајче веслаше, ја крстил по Охридското езеро и, значи, оригинал, нормално, аранжманот, пред се аранжманот и музиката, и мотивот е од текстот онај што беше. И напишал. Музика Панајотов. Аранжман Панајотов и така натака. Сега, јас после 100 години, бидејќи во она време кога имаше многу пиратство таму, беше многу лудо да воопшто нешто потегнам. Јас, ево, буквално овие денови потегнав. Значи, за Лихнида, како што реков, комплет. Имаме на песма "Сакам да ти влезам во срцето" и така натака. Јас, насловот е "Сакам да сум крај тебе". А тие ја преземале таму некој Никола и уште една дует. Значи, првиот дел е нивни и после комплет земале, значи, рефренот, комплет музика и текст пак тука. Така да, за жал, тоа е една Јас кратко ќе кажам. Балканска една појава. Вика, што е ваше, тоа е наше. Ова што е на Ефто, ја викам да си остане на Ефто, ајде. Како почнавте со пеење? Например, ве открили некој, кој ве чу прв? Како воопшто тргнувате со кариера музичка? За мене, например, најкратки црти ќе кажам, немаше проблем за кариерата, бидејќи ја во Битола бев во културно-уметничко друштво Илинден, па потоа 59-та година дојдов во Скопје, во средно училиште. Поширока публика како вака да ве чуе? внука на Благој Петров Карагјуле, Блага Видец. Сите мене ме познава и од Радио Скопје и така натаму, знаеа дека пеам, ама јас немав некои жилби уште за да настапувам и така натаму. Но во 1960 година постоеше, значи, како јесма што се појави, мислам... Што било заедно? Како се викаше емисијата? Микрофонот е ваш. Да. Аха. И... Тоа е како X фактор во 60-та. Така. Ѓоко Ѓоргиев ја припремаше емисијата за Радио Скопје и, значи, микрофонот е ваш. И мене ми викаат, ќе дојдеш да пееш на микрофонот е ваш. Ама не, викам јас, не. Не. И се одам јас, бидејќи пеев народни песни повеќе, а слушав доста забавна музика. И одам таму, мал ансамбл, се викаше Свит на Радио Скопје, каде што беше приклучен Кочо Петровски, Димитар Масевски, уште врвни музичари, наши композитори, и вика, нема народна да пееш. И како да не пеам народна, јас се спремав за тоа. Да. Не, ќе пееш забавна мелодија. Што да пеам сега забавно, а сакаат македонска. Во тоа време Нина Спирова ни беше звезда наша, мислам. Најпозната тогаш. Да, позната. И она пееше од Димитар Масевски една мелодија,
го љубам до најмалите звезди. И Много Димитар љубам. Масовски, кај јас ќе ти помогнам, други музичари, нема проблем, Ќе се снајдеш. И учев 2 дена со Димитар Масовски. Сега малце само да испеам, а? Само малку. Ајде само малку. Ајде само малку. Го љубам како светот роса в пролет до сине мали сини звезди до безкрај. Го љубам и в сните полни со здив и така натаму. Јас веќе оваа година е 57 на естрадата. 57 години естрадам. Па-па-пау. А вие Виолета цело време сте со музика, ама ефто има еден дел од кариерава каде што и бизнис имаше. Да. Не грешам, така беше? Да. Бизнисот беше Пупин ли, како се викаше? Пупин, опрема за бањи, за купатила. Како тргна тоа одеднаш да оставите, или не оставивте музиката? Не е точно. Не, вака сега. За разлика од, мислам, од Виолета, јас што се внесел до музика, ќе дојдеме до ова. Јас имав еден класичен пат со аудиции, една-две таму, и пак доаѓаме до Масески, на кого посебно му се допаднав, и така некако снимав забавни песни. Фактички, како младо момче, јас снимив 5-6 забавни песни, не оставив некој силен трак и со Лихнида, значи на Валандово, така тргна мојата кариера, како, така да кажам, народњак. Сега, во животот, јас сум по природа, значи, сакам, ме заморуват само една работа, сакам да се докажам, да се случуваат работи. И во други работи. Така да, со тоа опрема за купатила, исто, некои си 15 на години или така нешто работев и многу успешно. Значи те биваш и за тоа. Да. Иако за тоа јас секогаш велам, немав талент, ама со умење, знаење, со искуство, со работа, значи бев. Беше позитивно тоа што бевте ефто Пупиновски, па го знаат сите едно друго, помогна во бизнисов. Шолја, када не гледаат тие ефто Пупиновски. Не гледаат ефто Пупиновски. Така да, ето и тоа го завршив, после тоа се вратив на музиката. Инаку, јас бев и полни 20 на години активно воено лице. Воено лице, така. Или, јас и таа армија, вака поминавме. Вие бевте во ЈНА? Да, еден покрај други. Ова е една поука за секого. Значи, нема бегање од она што си. Добро. Апсолутно. Ето, јас например, звездата што ти е. Тоа го работев 20 години. Јас и таа армија си пројдовме еден покрај други. Дури таму што се внесо да мојата работа, пак доминираше песната, музиката и тоа. А што беше позицијата? Как во армија? Активно воено лице, да. Ама што таму поручник, не знам, каков чин, како чин. Остави чин. Сигурно работа, државна. Чин армија. Чин армија. Тоа е тоа. Не бев генерал. Виолета, вие сте имале повеќе блиски средби со маршалот Тито. Сте му пееле на маршалот. Така? Тако беше времето. Колку пати вака од прилика? 20 пати. 20 пати. Што човек беше приватно тако шегаџија како што викаат сите? Да, знаеше шали да направи, да, точно. Али имаше силна меморија. Да? Еднаш ке те види, друг пат готово, те памти. Али најсилни средби ми биле, значи, во Караџорџево, каде што се одржуваше дипломатскиот кор на лов, беше дојден Брежнев. Леонид Брежнев од СССР. И беше овој Громико со него. И тоа беше само една долга маса. И ние одма тука до нив и вика нема звучени вечерва.
па како? Тивко ќе свирите што по тивко и ќе пеете. И ние како да сме дома, знаеш, кога си правиш некоја седенка дома, они си разговарат едни од една страна, други од друга и мислиме се станува Брежнев го исправи кеате на друго, викаме фино брзо Завршив. Да. Кога гледаме, Тито се враќа назад. Почиња да пие Тито. Ајде вика и почна да нарачува. Онаа моја да. Ми нарачуваше македонски песни. Билјана Платно велеше, Јовано Јованке, ама он пее сите текстови ги знаеш. Ајде слушај Калеш бре ангел, све он што знаеш. И се Брежнев го прашува на кој јазик пее се, оти слично нешто му дојде како словенски. И вика на јазикот што не го признавате нешто. Да, уште тоа, да. Тито! Тито борец за Македонија. Боже! Многу добри спомени, браво. Браво. Ефто, како стоите со модерниве песни, пример, сега модерен е, не знам, Аца Лукас е модерен, кој се таму, Раста Мата, сега, модерни. Сега, мене ми се обраќаш? Да. Па, има едно доживување таму. Беше една забава и сега орото вртит и еден велит се вртит лична карта. Си ја вика од Аца. Јас па не знаев што е тоа лична карта. Што лична карта? И вртит орото. Осреде пеење, среде свирење. Така да повтор пат тој се вртит и ме лична карта. Шо бе лична карта? И сега оркестарот се смее позади, вели, бе, песна имат лична карта. Така да се разбравме. Добро што не му ја дај личната карта. Не. Лична карта начи, Нема лична карта. Добро, претходно зборевме со Виолета дека кога си тажен ти мораш да се смееш и сите тие работи. А ви се случува па, бидејќи вас пејачите, знам дека грлото нели ви е инструментот фактички. Што кога сте болни, ефто, да речеме, примерно. Има ли некој адет некаков нешто да помогне, како се решава настиното грло, пример. Ето, свират гитара, ќе се скини жицата, ќе земи друга жица, ќе промени. Никому ништо. Да. Сега кај нас е друга ситуација. Не можеш жица да промениш. Нема што да се промени, нема што да се направи. Гледате 1 на 1 сезона 9, овозможено од Витаминка. Свет на вкусови. Еден момент, многу интересен. Ајде. Некое село, не знам како се викаше. Одам сега однапред договорено, мислам месеци однапред. И сега не е добро да се откаже, а пак од друга страна не е добро ни да се пее. Сега не бев јас 100% отиден со грлото, значи зарипнат, отидов таму, отпеав за почеток нешто и требаше после главниот дел да биде од пеење. И му кажувам на слушај, јас дојдов заради ето да не направиме поголем проблем. Јас вели ќе ти кажам, имам решение 100%. Лек. Да. Ајде. Што решение? Ќе земеме ракија топла. Ќе ставиме внатре бибер. И за 10-15 минути се е решено. Многу бибер или... Па не знам колку тој стави. Он си го знал рецепт. Али за 10-15 минути навистина се беше решено. Јас бев во кревет. Значи, и помина целиот настан. Се претерало со биберот или со ракијата? Не знам спојот каков е. Така да на никого од пејачиве им препорачувам да не експериментират. Не бибер и ракија. Значи, бибер и ракија едноставно нема тука решение, чим некој е... Ефто, а ракија без бибер? Не. Сега тоа е... Не помага? Тоа е као некој... Тоа се всушност навики на некој... Машки приказни, ракија, вака, така. Сака да тремата да ја исфрли, не е точно тоа. Значи, не, Не. Ај, добро, музиката, а
пеачиве, фолк пеачиве во модерниве, да ги кажеме, шо имате мислење, ефто, ајде од вас да почнеме, например, шо мислите, не знам, Цеци, разни, Аца Лукас го спомнавме и другиве. Абе, вака, јас сум рекол, секое време треба да има своја песна. Сега, тоа е еден бран кој што се влечи не е од вчера, тоа е може би 3-40 години, тие почнаа со турбофолкот. Ние кога почнавме со да се компонират овде, фактички Валандови ги отвори сите врати, тие почнаа со турбофолкот, ама по мене не останува ти од тоа ништо. Тоа е некоја модификација на забавни песни, народни, али нема мелодија, нема нешто убаво. Ама битно ќе се малце подсоблечени, згодни и ќе ги гледаме. Па добро сега. Шо да не? Се гледаме напумпани вака, така и така натака. Добро, се со времето, далеко од тоа, али, например, ние не сме имале таква можност кај нас. Како што реков, ново создадената песна не одеше на Радио Скопје. Одеше само на локалните станици. Ние гледаме што се случува на приватните телевизии Белград, нели така? Што има кај нас? Има нешто промоција вака музички? На наша музика ништо. На телевизиите, нема ништо. После почна све надоле кај нас да оди надоле. И да увезуваме. И сега си увезуваме. Се прави пивофест. Увези. Ќе се јават на Цеца. Колку пари бараш, толку ќе и дадат. Место на Виолета. Не, мене не ме викнале, ако е татко ми прилепчанец бил. Кој не е важно. И па мене ако ме викнат, ќе ми дај може 1000 евра, а не за ќе дај 100.000 евра. Тоа не е исто. Па ќе заштеди, бе? И па ќе заштедат. Да, сите. Сакам да кажам дека прво во нашата земја не се почитува тоа. Да, се разбираме. Имаме толку талентирани и за класична музика, и за забавна, и ансамбли многу имаме, стварно. Јас мислам дека сите тие треба да се здружат и навистина да се направи нешто многу голямо. Така е. Ефто, јас сум тетовчанец, роден во Тетово, не сум живеел во Тетово, ама од таму сум и како роден. И сум чул за една интересна многу анекдота поврзана со Тетовски фестивал и Ефто Пупиновски. Сега јас да не ја прекажувам нормално. Прво, дали е вистина уопште дека се случила? Па вака се случило. Добро, има нешто тука, значи. Значи се случило. Се работи за Тетовски фестивал. Да. И сега Тетовски фестивал треба да настапувам и нема потреба прашувам кај ќе се одржува. Тетовски фестивал ќе се одржува во Тетово. Одам јас во Тетово и знам сега или предпоставам или културен дом или дом на армијата. Тие се дури и блиску. Ако не е овде, ќе отидам таму. Прашувам таму дом на армија, не вели како фестивал, нема фестивал. Добро, гарантил другиот. Одиме таму кај другиот. Кај вас фестивал? Вели како фестивал? Па добро, бе, Тетовски велам. Тетовски фестивал, не прашувам јас. Мене ми рекол толку саат. Во Беровски. Мене ми рекол, јас го знае само времето кога да појдам. Да. Кога тоа, пак јас назад, веќе после прашав, назад, Тетовски фестивал се одржуваше во Скопје, во дом на армија во Скопје. Така. Така. Така да, животот си е интересен на свој начин. Ама исто се случило и да има една грешка поврзана со свадба не во Тетово, не во Скопје, во Битола. Сега, тоа да се случеше овој период, некој ќе речеше како се вели, Сенилен? Не. Така? Тоа се случи пред 20 години, не бев. Значи, да, бе. 20 години имав колку тоа? Во зенитот? Па некаде 20 години. Пред 20 години 20. А што се случи со Битола? И одам јас. Ајде, Тетово е поблиску, нема проблем. Ама, како велат, палам кондурите, тоа е спалам кола и одам на свадба во Битола. Прашувам исто таму.
знаев дека е во културниот дом, тие исто имаат сала. Да. Велит, неаме денес вечерва свадба. Како велам тој датум? А чекај ви да проверам. И се враќа тој вработениот таму, вели. А опа, да имаме свадба, вели. Исто, пример, на 9-ти денес, ама другиот месец. Добро да му велам. Значи не е февруари, март. Значи важно да е другиот месец, ќе завршиме работа. Тоа се случува, затоа календарите. Не календарите, значи човек кој ќе си ги гледат календарите. Ето. Значи, чајчиња за добар глас. За Виолета, чајчиња за Ефто, исто така Good Nature. Имаме малку Ова да за се... мене или вака? Да, и за тебе, и за така. Ефто. Малку да се заблажиме, нели, по дома Атлантис од витаминка. И верувам дека си сакате добра книга да си прочитате. Обавезно. За Ефто, Џон Гришам го имаме, а за Виолета Исидора Бјелица од Просветно дело. Се надевам ќе уживате во книгите. Не чекај, не. Џон Гришам со работникот Ефто. Не, Џон Вейн. Гришам. Не бе, Гришам бил. Не го сакаш Гришам? Не бе, мислев да Џон Вейн. Да го побарам Џон Вейн да не ти имам нешто, ако не. Нема. Џон Гришам, ќе се задоволиме со тоа. Добро. Легендите Ефто Пупиновски, Виолета Томовска. Ви благодарам што бевте тука. Дани Димитровска има сосема нова песна извадено и сосема нов спот, така што премиерно ќе го видиме денеска во 1 на 1, значи Дани Димитровска, новата песна и спот. Дани, најавија сама. Другари, здраво. Се надевам дека следирате фино опуштена емисија. А ние од оваа страна сигурно се трудиме да си ги завршиме проектите така како што најдобро можеме, како би ја потикнале љубовта за градов и за луѓето што живеат у него. Така се вика и мојот албум кој излезе неодамна, Град за љубов. А ова што вечерва промовираме е најновото видео за песна од албумот која се вика Да заборавам. Песната е направена со другарска подршка, наравно. Голем поздрав до Део и Чучо. Се надам дека ќе уживате во видеото, така како што ние пробавме да уживаме на -20 на 1100 надморска висина. Се за љубов. Фала ви многу, бидете поздравени и секој добро. Како да исчезнам и да ми снема крак, за да им побегнам далеку на чувствата.
Знам тоа не сум јас и не ти барам утеха ни спас, ни да ми простуваш, да заборавам на тебе нема, ни да бегам, можам да се лажам и ке свена, ке ме снема, да заборавам на тебе нема, ни да бегам, по-добро да скаснам тука сега, сега. Стојам на крај на свет, код свет на среде снег, меѓу дланки топли две, сегде море, нигде брег. Силна емоција, знам тоа не сум јас и не ти барам утеха ни спас, ни да ми простуваш, да заборавам на тебе нема, ни да бегам, можам да се лажам и ке свена, ке ме снема, да заборавам на тебе нема, ни да бегам, по-добро да згаснам тука сега. Да заборавам нема никогаш, ни да умрам ни тогаш.